Деновиве сме сведоци на повеќе временски промени нетипични за овој дел од годината. Имено, утринските температури се релативно ниски во споредба со дневните. Сето ова нормално влијае на човечкиот организам. Лекарите велат речиси и да нема човек кој не ги чувствува последиците од ваквото време. Од почетокот додека се привикнат, можеби ќе имаат некои проблеми, но не толку драстично, бидејќи имаме повеќе од 100 години дека ваќе се мери времето, па не е приметено некое влошување на здравственото состојба, туку напротив. Значи прво навиката. Значи навикнати сме да си спиеме повеќе, па сега уште првиот ден кога имаме 1 час помалку да спиеме, можеби ќе бидеме поспани и така да можеби ќе сакаме да си легнеме покасно, а треба да станеме порано, така да во тој смисол тоа повеќе од 5, 6, 10 дена не може да трае ако го следиме ритмот кој што ни го наметнува времето и природата, од кој што не можеме ние да го менуваме, него на кој што треба да се привикнуваме. Овие временски промени придонесуваат и за зголемена појава на вирози, а најдобрата превенција според лекарите е конзумирање на повеќе течности и витамини. Хронично болните треба да се придржуваат на советите на лекарите, на советите на лекарствата кои што им се препишани и мислам дека нема да имаат никакви проблеми. Од Управата за хидрометеоролошки работи за викендов најавуваат релативно добри метеоуслови, иако нема да биде топло како што беше минатиот викенд. Максималната температура утре ќе биде релативно ниска со пад на температурата во интервал од -4 до 0 степени Целзиусови. Неделното утро пак ќе биде потопло благодарение на облачноста која се очекува во текот на ноќта во сабота и утрото во недела.